Во рамките на одбележувањето на април како месец на џез музиката, како што најавивме докако следевте во Агол со господинот Видан Лазарев, во текот на овој месец во Штип се случуваат голем број настани поврзани со џез музиката. Еден од тие настани е и настап на познат џез музичар овде во Македонија. Станува збор за Џон Илија Апелгрен, кој што се наоѓа во Штип и честа ми е многу голема што вечерва е со мене овде во Агол. Добра вечер и добро дојдовте. Ви благодарам за поканата. Драго ми е што сум повторно во Штип после долго време. После колку време? 20 години. 20 години. Вие имате настапувано на Маквест? Да, последниот пат беше пред 20 години, 96-та. Мислам, доаѓам во Штип затоа што имам пријатели тука, меѓутоа не во функција на пејач, така. Реков џез, вие практикувате, односно преферирате џез музиката. Долги години се занимавате со музиката. 30 години пеам, од 84-та, 32 уствари. Почнав со рок состав, се викаше Деус, настапувавме на рок фестивали, на разни смотри со рок бендови на Сајниште, Скопско, и имавме 2 самостојни концерти во Скопје и по кафичи настапувавме. Меѓутоа, потоа, како што станав повозрасен, почнав да ја пеам на музика што мене ми се допаѓа од секогаш, тоа е џез музиката. И од 90-та година пеам џез. Оно што моите настапи на Макфест и на Скопски фестивал, тие се случува заради тоа што сметав дека треба преку поп музика, која е, да речеме, покомерцијална, да се доближам на публиката за да дојде да ме слуша, па да чуе и нешто друго, односно да и го наметнам џезот. И затоа беа тие мои настапи на фестивалите. Велите да го наметнете џезот, зашто според вашето искуство долгогодишно, нели, кој се занимавате со џез музиката, џез музиката не е, нели, застапена, односно не се преферира од младите денеси, да речеме, и поминати. Не беше, па беше, па не е. Зошто така? Што е според вас причината за тоа? Пред 90-та година танцовиот оркестар на Македонската радиотелевизија, односно радиотелевизија Скопје тогаш, постојано работеше и снимаше џез композиции. Меѓутоа тие беа инструментални композиции. Затоа што после она златна генерација на Скопски фестивал, пеачите што имаат пеено на Скопски фестивал во 70-тите години, Диме Поповски, Нина Спирова, Верица Ристевска и така натака, наеднаш се случува некаква си, да речам, кога замира Скопскиот фестивал и некако замира и поп музиката. А што се десува до џезот, овој оркестар продолжува да снима џез музика, меѓутоа немаат вокалист. Јас 90-та година кога се вратив од Лондон, после 2 годишно моје отсуство од тука, со еден состав снимав во Скопје. Составот се викаше М2 и во него свиреше Мартин Ѓаконовски шпато, Павел Ренџов, Петар Ренџов, Ренџови со Штипјани, Бедрија Синановски на клавиатури, Зоран Крагуевски на саксофон. И кога снимивме со тој состав џез вокално-инструментален состав, кога снимивме такви композиции, за мене се заинтересира Илија Беовски и Љупчо Константинов и така бев ангажиран да снимам со танцовиот оркестар, односно со Биг Бендот. Тогаш првпат, всушност, во тогашна Југославија, јас се вработив во радио како џез вокален солист. Во ЈРТ бев единствен. Иако другиве центри имаат џез пејачи, меѓутоа немаа вработен пејач. И од тогаш работна задача нормално ми беше да снимам песни. Така да снимив некои 70 со оркестарот и во тоа време имаше голема продукција на емисии, така да многу често бев присутен на телевизиските екрани.
Тогаш немаше многу приватни телевизии, да не речем имаше, можеби и немаше. Не се сеќавам сега 91 92. Меѓутоа, честото пласирање на таа музика на ТВ екраните доведе до тоа да луѓето се заинтересираат и да дел од нив ја засакаат таа музика. Така да таа музика тогаш се бараше и на разни манифестации, дали се тоа приватни или организирани од одредени фирми или настани кои државата ги правеше, дали Охридско лето, Скопско културно лето или Хераклејски вечери, не знам, тие сите ме ангажираа да имам свој настап таму, што значи таа музика некако беше приближена до публиката. Најмногу заради телевизијата, затоа што телевизијата е се уште најсилниот медиум. Меѓутоа, откако се растури танцовиот оркестар, престана продукција на нови песни. Тогаш па се случи да еден куп млади луѓе земат и се запишат на джез академиите во Грац, во Келн, на Беркли, во Америка. И почнаа да свират, меѓутоа нема поддршка на медиумите, така да некако интересот замре. Она што се случува на джез фестивалот во Скопје, каде што имаме секогаш унапред продадени се сите билети, тоа не го рачунам за интерес за джезот, колку за интерес да се биде на место каде што ќе се биде виден. Да, каде што ќе видат демек фаците, што не ми е смешно. Меѓутоа, тоа не го ценам за интерес за джез. Иако на тој джез фестивал имаат продефилирано голем број од светските врвни имиња. Некогаш има и утки, меѓутоа обично е програмот добар. Така да немаше, па имаше, затоа немаше, имаше, па сега нема. Нема затоа што сега танцовиот оркестар обично се собира само за снимање на Макфест и на Скопски фестивал. Меѓутоа продукцијата нивна не функционира. Скопски фестивал. Добро. Многу повторно заживеа Скопски фестивал, меѓутоа не со тој интензитет како што беше порано, значи не со таа пракса што имаше порано. Се уште, значи повторно на Скопски фестивал свири биг бендот и ги снима композициите, меѓутоа толку е, тоа е намената му е само за фестивалот, за односно двава фестивали и за Макфест. Другата продукција што се случува е продукција што се случува во студија или со мали бендови или со сега нели се промовира музика само со снимени спотови, така да обично е таква ситуација. Според вас, кој е начинот на кој што може повторно джезот да се врати по меѓународот, да речеме овде во Македонија? Па, добро е што во Штип има джез академија. Тоа значи дека таа ќе произведе джез музичари. Не значи дека сите ќе бидат добри, меѓутоа нормално ако има квантитет, ќе излези и квалитетот таму. Така да овие млади состави кои постојат сега и оние кои постојат од поодамна, доколку медиумите ги наместо турски серии и емисии за готвење даваат македонска музика, без разлика дали е таа джез музика, може и битно се македонски музичари. Во тој случај можеби ќе се врати некаква желба за таа музика, затоа што таа е многу емотивна музика, е убава за слушање и е безвременска. Не верувам дека времето има нешто со тоа што се помалку се слуша кај нас, затоа што во светот и како е актуелен джезот. Меѓутоа, пак ќе речам, пред се тоа е неможноста на бендовите да снимаат спотови, финансиска, и да бидат промовирани на телевизија. Дали вие во последно време имате направена нова композиција со која што можеме да и што го сакаме джезот да уживаме во таа музика? Јас имав два проекта. Едниот со Дамјан Печиновски. Таму сакавме да видиме како ќе ни помине доколку земеме од старите македонски поп. Ова е баш боса нова, ствари. Првата македонска боса нова е на Шпато Ми вети ти. Сакавме да видиме како таа ќе помине кај публиката.
Бидејќи помина многу добро, се договоривме да продолжиме со работа, меѓутоа живееме во различни градови и сме многу ангажирани двајцата. И тој договор дека да, ќе правиме пак, се уште чекаме да направиме. А во меѓувреме со друг еден гитариста, со Ади и Мири, исто спремивме неколку композиции и имавме неколку настапи заедно во Скопје со нив. Меѓутоа и тоа треба да го доработиме, односно треба да следат видеозаписи за тие композиции. Меѓутоа ни фали една, која е на француски, а јас сакам добро да ја научам на француски пред да ја снимам. Некам да се избуркам заради моето непознаење на францускиот јазик. И... Да може и французите да ја разберат. А не, јас сакам французите да мислат дека сум француз. Да. И додека не се случи тоа да биде совршено, ќе чекаме да ја спремам, па тогаш наеднаш сите спотови да ги снимаме. На YouTube има еден видеозапис од 2014, мислам, беше за Миветити. Така, да. Тој го снимавме во Охрид. Снимам е партизански во смисол да сите кои учествуваа во изработката на спотот го направија тоа од љубов кон таа музика. И ја не спаѓам групата на музичари кои влегуваат во тие рангирањата што Министерство за култура ги прави за средства, за видеозаписи или композиции. Од многу едноставна причина, не е политичка причината, него мислам дека критериумите за аплицирање се малце по мене, да не речам, смешни. Бараат плакати и постери од претходни настапи, а ја немам обичај да ги одлепувам плакатите таму кај што пеам, така да немам доказ дека сум пеел било каде. Мислам дека тоа е нешто за што треба Министерството да се грижи, за кој пеач и дали пеел или има минат труд, а не ние пеачи да собираме плакати и овако за да аплицираме. Еве пеев на Охридско лето 91 видете или не ме интересира, така да не аплицирам. Што значи немам средства, односно немам вишак лични средства да снимам видеозаписи за секоја песна што правам. Предлагам да го погледнеме видеозаписот за Миветити, да видат и слушнат гледачите на емисијата во Агол, а потоа ќе продолжиме со разговорот нормално со джез музика. Миветити, тебе те нема, срце се сви, насмевка чиста ко бисер морски, дал ке ми дадеш ти пак? Може би срекни твоите се дни, в преградка туѓа трепериш ти, може би мислиш код звезден рој, загина копнеш од мој и знај, чекам го со жар, погледот твој благ, како најскап дар. Девојко, љубов ми ветити, тебе те нема, срце се сви, насмевка чиста ко бисер морски, дал ке ми дадеш ти?
чекам го со жар, погледот твој благ, како најскап дар. Девојко, љубов ми вети ти, тебе те нема, срце се сви, насмевка чиста ко бисер морски, дал ке ми дадеш пак, ми вети ти. Рековте дека имате снимано за македонската телевизија, радиотелевизија, околу 70 на номер. Да. Каде се наоѓаат сега тоа? Каде може да се слушне? Добро прашање. Па во последните десетина години обично ги пуштаа на пауза од парламентарните седници на Собранискиот канал. Другите не можат нигде да се чујат, затоа што се во архива на македонската телевизија. Се надевам над нив не се снимени спортски коментари или утакмици, заради немање на ленти. Пошто тоа некогаш се случува, се надевам не се случува со моите. И ако се случило, ќе бидат загубени. А не сте направиле напори да дојдете до тие композиции, за да заживеат повторно? Да, значи патот да нешто што сте снимиле успеете да добиете одобрение да од архива ви го преснимат за лична архива е малтене невозможен, така да тешко. И на фестивали бе нема некако во последни На фестивалите нема, не. Зошто? Па затоа што решив дека доколку нема джез музика почесто на сите телевизии во Македонија, дека онаа моја првична идеја, ако пеам на комерцијални случувања, како што се фестивалите, дека ќе навлечам публиката, меѓутоа тоа ако нема поддршка од медиумите, onda не функционира. Така да немам мотив, ајде да речем така, најблагоречено. Башка со овие Джиновскиве награди што се доделуваа за победниците на фестивалите, без разлика дали е јавна тајна или не, сите знаеме дека секој собира и има разни начини како да билдаат SMS гласови, така да се учествува само за да се учествува, или да се влезе во, како да речем, во политика на местење на победа, за да се добијат тие финансии. Мислам дека не е нешто во што би сакал ја да се впуштам. Сепак учеството на фестивалите со стилот на музиката со која вие работите, ајде рековте да се учествува, повторно на некој начин да се наметне. Па да, ама не функционира тоа така. Затоа што ако вашите колеги, например, имаат друштво со 100-200 сим картици или не знам колку се гласа, а вие немате, значи вие ќе бидете негде при крајот на листата, така да нема да побуди таа композиција интерес. Само да дојам да бидам една бројка во тие што учествуваат на фестивал ми е некако нелогично. Доколку во иднина, не знам, фестивалите решат тој награден фонд од 40.000 евра да го поделат на сите учесници и да не бидат фестивалите со прво, второ, трето место, туку да бидат ревијални, како што бил Скопскиот на времето. Во тој случај, претпоставам, не само јас, него и други пејачи кои одамна не се појавиле на фестивали, би земале учество. Сега на место на фестивали, вашите настапи сега може се да се клубски видите свирки, обично се клубски свирки, се коктели кои ги организираат фирми за некакви си годишници или промоции на, не знам, автомобили или некакви си успеси или и некои коктели на амбасади, не знам. Некакви такви. Да. Дали сметате дека, да се кажа, во најавата април е месец на посветен на джезот, меѓународно,
Дали е доволно само еден месец да биде посветен ова или 30 април како ден, светски ден на джез музиката? Не, во ред е да има месец на джез музиката и да има еден ден на джез музиката, не може да биде секој ден. Секој ден е за нешто. Дали е ден за хендикепирани деца, дали е ден за деца со аутизам или е... Меѓутоа, без разлика што се и тие другите по еден ден, тоа обрнува внимание на некаков проблем или да речам кога е месец на джез музиката, тоа сакали или некеле сме затечени и ќе чуеме некоја од изведбите на оние кои се поканети да гостуваат и со тоа го зголемуваме интересот за таа музика и да речам ја шириме базата на публика. Меѓутоа, без разлика дали има ден или месец, оние кои сакаат таква музика, тие секако дека и во други денови ја слушаат. Меѓутоа добро е што се одбележува. Секако. На вашите клубски настапи, како што рековте, каква е посетеноста? Па мене ми изненадува, повеќе се млади луѓе. Да, добра е посетеноста. Обично се луѓе меѓу 20 и 35 години. Веројатно оние што се моја возраст, не знам, не искачаат веќе, не знам. Повеќе се млади, освен на промоциите на фирмите и коктелите на амбасадите се разбира. Само се поставаме. Да погледнеме дел од ваш настап, да погледнете гледачите на емисијата во Агол, а потоа ќе продолжиме со пак тема поврзана со джез музиката. Позвам да ви кажам дека ми е драго што сум вечер во Штип. Пеам после 20 години точно во Штип. Последниот пат на Макфест 96. Па тоаш имав 2 години, сега имам 22. Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
luta mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Благодарам. Hvala. Ми вети ти, Мирна тивка ноќ се песни кои што вие ги исполнувате и некако додека се слушаат, асоцираат на музиката на Џорџ Гершвин. Има ли некаква поврзаност со терминот кој што Џорџ Гершвин го користел во 30-тите години на минатиот век? Па, стилски, да речеме, да, меѓутоа има многу автори кои јас сакам да ги изведувам. Гершвин е само мал дел од нив. Кол Портер, Ерол Гарнер, Антониос Карлос Жобим. Така да не се толку јас осврнувам конкретно на авторите, туку на композициите повеќе. Значи, доколку некоја композиција навистина ме погоди емотивно, без разлика кој е авторот, тогаш сакам да ја обработам, да ја снимам. И во последно време има еден тренд во светот каде што познати рок ствари или поп композиции се преаранжираат во џез манир и тоа е уште еден убав и паметен начин како да публика се добија повеќе. Така да може би во иднина и нешто такво. Кои композиции се најчесто на репертуарот кој вие го исполнувате во вашите настапи во клубовите? Па, јас исполнувам композиции од репертуарите на Nat King Cole и Френк Синатра, најчесто. Тие се, ајде да речеме, од најголемите џез имиња. Ќе оставам на страна Френк Синатра, пошто е комерцијален, да речеме, многу, меѓутоа Nat King Cole, Сара Вон, Ела Фицџералд. Тоа е обично репертуарот, меѓутоа пак ќе кажам за онаа публика да дојде, некогаш пееме нешто што не е џез стилски, меѓутоа е пак старо, односно е од 70-тите или 80-тите, да речем, некоја рок балада или така, која пак повторно ме доближува до младите и ги тера да доаѓаат, па онда ќе им метнам нешто што ќе очуат пропат. Добро, спомнавте Френк Синатра, Nat King Cole, значи тоа си имиња кои што предпоставам дека се познати доста и се слушаат и како од младата публика. А некогаш младите и не се свесни дека знаат некоја композиција, може би таа се наоѓа во некој нивни омилен филм. И ја слушале таму, затоа што џез композициите, било кој амерички филм да гледате, нема сцена каде што ќе влезат во бар, не свири џез. Без разлика дали е жива музиката или е во фон. Нема љубовна сцена во која што не е џез музиката. Нема, не знам. Нема филм кај што нема џез. Се надевам дека во најскоро време ќе може да очекуваме и да слушнеме нешто ново од вас. Се надевам и јас работам на случајот. Треба само да ја спремам таа на француски и онда ќе излезат 4-5 композиции наеднаш. Мислам нема наеднаш да излезат, меѓутоа една пак ќе следи друга и така натака. Меѓутоа
На вистина е толку едноставен проблемот. Во однос на промоциите, еве, например, Добро. ќе ги завршите песните, Добро. ќе направите албум, во однос на промоциите... Многу е лесно. Да. На кој начин? Еве, можете, пак се враќаме на тоа Па, да лесно, се лесно, доближи сето оно, освен Видите, или ако доколку ги ставите сте- видео, да. запишете на YouTube. и- Доколку сте во музиката толку долго колку што сум јас, на пример, секако дека имате стекнато пријатели во сите медиуми и радиостаници. Јас само треба да го снимам тој и да им го дадам материјалот. Не сум јас млад музичар кој што туку доаѓа па треба да ги носи уредниците на кафе, па не знам. Да им прави фин муавет. Не функционира така. Кај мене. Така да не е проблемот во промоцијата или во омасовувањето на. Ако е нешто квалитетно, ќе сакаат и они да. Квалитетно, оно што е квалитетно е вашиот временски глас, кој што Па да, доколку што е има. карактеристичен токму за тој Ама стил затоа на велам. музика. Значи, доколку постои видео запис, тогаш да, сите ќе сакаат да го имаат и да го пуштат во своите емисии. Проблемот е кога не постои видео запис, тогаш треба да биде бенд, па во живот, па да биде озвучен, па да комплицирано. Така да не е проблем во промовирањето, проблем е во просторот кој телевизиите ги оставаат за промоција на македонска музика, речеме. Без разлика дали е джез или класична. Не се случило со векови. Класична по интермеца пуштата. Да. Меѓутоа, имаме све помалку наша музика. Секогаш се фалиме и гордееме со македонскиот фолклор, кој е застапен и кај еден куп наши джез автори. Меѓутоа, само сме јаки на збор обично, на вилица, а кога треба тие музичари да се промовираат, тогаш имаме проблем со термини, имаме серии, Звезда Гранда, Пинкове, Звездице, Фарми, Марми, не знам, ствари што за мене кој сум живеел во едно време кога телевизиите се надпреваруваа со квалитетна програма, не постоje. А сега веројатно е многу едноставно заради, не знам, заради општа затупеност, не само кај нас, него во светот општо. Велите дека нема македонска музика во последно време, а сепак излегуваат нови и нови имиња на млади музички пеачи, Значи, надежни, можеби Има некогаш македонска ќе го музика. достигнат она што вие Има го продукција, достигнавте. меѓутоа немаат пари да снимаат видео спотови и да можат да најдат место на некој од телевизиските станици. Значи тоа е, сметам дека е главниот проблем. Дури еве и да речеме да имаат малце пари, пак ќе соберат за некое мало студио или импровизирано дома да снимат каков таков материјал. Проблемот е што не само во нашето општество, него глобален проблем е тој дека изнајдени се разни начини како тие дали се идоли или се Got Talent, Да, не да се знам, најдат таленти нови. Не се тоа таленти, тоа се инстант звезди кои уствари никој не ги памти после 2 години. Значи тој уствари бавен погреб на музиката во една држава. Во сите кај што има таква. Ние се радувавме на Даниел Кајмаковски затоа што победи, меѓутоа Даниел Кајмаковски победи и го нема. Да. Значи нема албум, нема настапи цело време, нема. Даниел Кајмаковски ние го представувавме како новиот Тоше Проевски. Не се случи тоа. Да не заборавиме, Тоше Проевски не се појави на едно шоу кое го победил, туку Тоше Проевски својата кариера ја градеше со настапи и настапи, со работа. Истото се случи и со... Имаше некој од Битола што победија во Бугарија на некое шоу. Не сум чул за него. Имаше македонски идоли, еден куп пеачи кои таму се појавија и беа квалитетни. Меѓутоа и тоа не постои више. Има некакви настапи мали. Меѓутоа не е тоа она што луѓето кои ги гледаат и кои се радуваат на такви емисии, не разбираат дека тие емисии уствари штетат на музичари кои би требале да останат и да продолжат со децении, не за 5 минути да ги забавуваат.
Меѓутоа, тоа се, пак ќе речем, многу искомерцијализирани формати кои носат брзи пари и предпоставувам таа е желбата. Желбата на младиве, пошто не знаат во што се пуштаат, ја разбирам. Не знаат, окей. Меѓутоа, проблемот е институционален. Треба, доколку, пошто е тоа приватни медиуми, приватни проекти во ред, меѓутоа државата треба да најде начин како да стимулира нешто што оваа музика која треба да остане, ќе може да ја негува. Според вас, еве, вие рековме над 30 години се занимавате со музика, ајде да не конкретизираме сега чест. Кој е рецептот, освен нели љубовта спрема музиката, кој е рецептот да се остане доследен до она што со години назад се работи? Многу едноставно. Значи, освен нели тоа што промоции по телевизии некако не е тоа најважно. Не е тоа најважно. Најважно е за било која уметност важи истото. Можете да имате талент за нешто, меѓутоа талентот не е мерлив. Значи не постои некаква единица мерка, овој има волку талент, овој има толку. Морате да имате талент секако, меѓутоа најбитно е да имате многу работа вложено во својот талент, односно во развивањето на својата уметничка вештина. И доколку жарта со која се посветувате на секој нов предизвик е ист како првиот момент кога сте решиле дека сакате да се бавите со својата уметност, без разлика дали е сликање или пеење или свирење труба, во тој случај, да, ќе обстоите долго време и ќе функционирате. Доколку основната идеја е да имате бенд затоа што така женските во градот ќе ве знаат, во тој случај кратко трае. Па најверојатно. Ви посакувам уште долги години да траете на македонската музичка, не во македонската музичка сцена, да ве видиме повторно наскоро во Штип. Ви благодарам многу за поканата, Уживаме ми во беше драго. вашиот глас и повторно вам. До крајот на емисијата, селфи може? Може.